До сега се движиме токму во тој правец. Во моментот се прави селекцијата на кандидатите. Пред се кандидатите мора да бидат добри. Добри не за заев, за граѓаните. Да веруваат во нив, дека ќе бидат пред се пратеници кои што растеретени од своите лични проблеми, ќе може да се посветат на општеството, на средината, на општината, регионот од каде што доаѓаат и на земјата наша. Тоа го очекуваме секако. Мора да бидат кандидати кои што лично и професионално се профилирале како луѓе од каде што доаѓаат во своите номинации и верувам дека таа постапка ќе ја завршиме. Наша конечна цел е да имаме 50-50 жени и мажи на листите по еден патент модел, секаде каде што е возможно. Може да се случи, не знам, на 9 и 10 место да бидат жени, а на 11 и 12 да бидат мажи. Но од 20 кандидати да бидат 10 жени, 10 мажи. Ке се трудиме ако е прво место жена, второ да биде маж, трето жена, четврто маж и обратно. Тоа ќе ни биде конечна цел. Тоа ќе не доведе да имаме по 20 носители, и маж и жена. Ќе биде многу интересно, тоа се новини за граѓаните. Еве уште една причина да ги повикам, ако не друго, да дадат награда и стимулација за ваквата храброст, која што во моментот ова голема коалиција ја прави, не само што е мултиетничка, но навистина е со двата пола подеднакво застапена, која што треба да предизвика дополнително внимание. За мене жената е сериозен потенцијал во нашето општество, кој што досега не е искористена од позитивен аспект како мажот. И верувам дека ќе можеме да дадеме сериозна шанса да тој дополнителен потенцијал во севкупниот раст и развој на нашата земја го искористиме, токму преку ваквата мотивација. И сега гледате дел од мерките што ги презентираме, велиме ќе го постигнеме тоа и тоа за компаниите, не знам, 3 милиони денари да немат никакви даноци додека се со својот оброт, но ако е менаџер жена или млад, до 4 милиони денари. Ако е менаџер, не знам, жена во одредени компании, дополнителни мерки даваме од делот на финансиската поддршка. Сакаме да го поттикнеме целиот тој дел и ова е еден цел мега концепт на рамноправна застапеност на секаде во општеството, кој што верувам дека ќе се најде на нашата татковина. Имате ли веќе носители во некои од изборните единици? Дали се разгледуваат нови или веќе проверени кадри и дали вие ќе бидете пак носител во четвртата изборна единица? Она што поприлично сигурно кај нас е дека претседателот, тоа е јас, ќе бидам во четврта изборна единица. Тоа е мојот дом, јас живеам во Струмица, заедно со децата, со супругата, семејството мое. Ова е мојот регион, Доиран, Валандово, Богданци, се до Прилеп, до Могила, Новаци, Кривогаштани, Кукуречани, целиот тој дел и на југот, југоистокот према Радовиш, Конче, како општини. Секако се бара вториот носител, дамата, кој што ќе биде во оваа изборна единица, веројатно ќе биде од другата страна на регионот, Прилепскиот регион, така ги гледаме работите и сме стигнати до тука. Анализите следната недела следуваат, од недела вечер сум веќе во Скопје, тоа од утре вечер, за да можеме да ги видиме првите селекции кои што ги прават меѓународните и домашните групи во Социјалдемократскиот сојуз во моментот, за да можеме да продолжиме веќе едно утврдување на оние региони или листи каде што веќе имаме примарна селекција. Очекуваме до вторник, среда да стигнат и анкетите кои што се истражуваат за да можеме навистина да донесеме максимално мудри одлуки.